Почитувани мои, добар ден. Го гледате најновото издание на Црвена линија. А еве зашто ќе зборуваме денес со вас. Најниско ниво на поддршка за Европската Унија во последните 9 години, откако Институтот за демократија спроведува истражувања на оваа тема. Најпоразителни се податоците за младите. За 10 години поддршката опаднала од 80 на 60%. Дури 66% од граѓаните сметаат дека земјава не е подготвена за членство. А зголемен е и бројот на неопределени и апатични во поглед на европските интеграции. Младите се најевроскептични, односно на возраст од 18 до 24 години. Само 53% поддржуваат членство во Унијата. Граѓаните се уште имаат верба, но дали нашите политичари работат за влез во Европската Унија? Ова ќе биде едно од прашањата кои што денес ќе ги поставиме во Црвена линија, но секако тука има и повеќе прашања до вас. Дали според вас застојот во реформите или непромената на Уставот е виновникот за непочитувањето на преговори во Европската Унија? Ке сватат ли нашите политичари како функционира политиката во Европската Унија? И верувате ли дека Македонија е на добар пат кон Европската Унија? Тоа се прашањата кои што денес се поставени кон вас, но имаме и прашање кое што е поставено на сите оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, веднаш да следете на таму и кликнете на Инстаграм стори. А таму изгледаме вака. Од кога ќе кликнете на Инстаграм стори, ве пречекува анкетното прашање за денес, кое што е следно. Која оценка ќе доделите на политиките на Европската Унија? Имате 3 опции за одговор според оценките: под А одличен 5, под Б добар 3 и под В недоволен 1. Резултатите во проценти ќе бидат соопштени по рекламите, како што и постојано го правиме тоа во секој издание на Црвена линија. Јас сум подготвена за вас, доколку некој од вас се уште не ја знае која е праксата и како брзо да стапи во Црвена линија, доволно е да го завртите телефонскиот број 02-307 0005, но оно што е најважно и постојано го повторуваме, иако може би малку издосадивме со тоа повторување, но сепак неминовно да укажеме, особено за оние кои што прв пат ќе се вклучат во Црвена линија, верувам ќе ве има многу такви денес. Задолжително откако ќе ве прифатат во режија и пред да започнете со диалогот со мене, не заборавајте целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот, на телевизорот, што значи не го гасите, туку само тонот ставете го на мјут или целосно на 0. Така подобро ќе се слушнеме и никој од вас нема да има впечаток дека не е вклучен, дека некој друг се вклучил наместо него и одлично верувам ќе се слушнеме. Па ако сте подготвени, ајде да видиме што ќе каже првиот гледач или може би гледачка на прашањето дали нашите политичари според вас работат за влез во Европската Унија. Ќе повторам дека имаме и вакви прашања, односно дали застојот во реформите или непромената на Уставот е виновникот за непочнување на преговори со Европската Унија. И дали според вас, драги мои, ќе сватат ли нашите политичари како функционира политиката во Европската Унија? Меѓу другото, секако ќе ве потсетам дека оваа комуникација можете да ја продолжите сосема слободно и на нашите социјални медиуми. Тоа е секако праксата која што ја прават многумина кои што се наши верни следбеници пред се на Facebook. Црвена линија, тоа е нашиот профил. Не заборавајте да го заследите и профилот на Телма телевизија. Таму секако редовно ги објавуваме нашите теми и секако да не заборавиме пред се дека не има и на Твитер, но најмногу сакаме, нели, како што е праксата, директно во Црвена линија да зазвони вака телефонот и се разбира да го имаме и првиот гледач кој што директно и гласно јасно ќе ги даде одговорите. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро во Црвена линија сте? Да, благодарам. И па сега вака, ќе почнеме со ред. Според вас, дали нашите политичари воопшто и работат за влез во Европска Унија?
Па јас ќе ви кажам лично, мислам дека нашите политичари работат да не влеземе во Европската унија. Знаете ли зашто? Да, ве слушаме. Тие работат да не влеземе во Европската унија за да можат корупцијата владее, нели? Иначе ако влеземе во Европската унија ќе се скратат тие можности и тие нема да профитират. А вака во бескрај, веќе 30 години, секој политичар што ќе дојде, профитира и само тоа е целта. А друга цел нема, по моје мислење, нема друга цел. Ајве, според вас, која оценка ќе доделите на политиките на Европската унија? Имаме одличен 5, добар 3 и недоволен 1. Европската унија, 100% може би нема да дадам највисоката оцена, но сепак тие 3 средната оцена. И со оглед на тоа што и посочивте каде ја гледате вината за непочнувањето на преговорите, ви се чини ли дека некогаш ќе сватат нашите политичари како функционира политиката во Европската унија? Па не, нашите политичари знаат добро како функционира политиката во Европската унија, но не сакат да ги спроведат тие политики. Така, големо благодарам. Еве, вие сте и првиот кој што го проби мразот во ова денешно издание на Црвена линија, што значи продолжуваме сега веќе само со вас. Добро вечер. Добро вечер, овде Охрид. Од Охрид, така? Да. Да, како е во Охрид да прашаме? Одлично, 3+. Дали охриѓани се оптимисти дека некогаш земјава ќе влезе во Европска унија? Каде го гледате застојот и виновникот? Да ви кажам прво се поделени граѓаните не само во Охрид, во цела држава и многу не веруваат дали ќе се влезе во унијата или не. Прво ќе ви кажам со оние потписи заверени на нотар, што кажуваат. Не ни треба Европската унија, да можеме утре да дојдеме на власт, да крадеме, да не контролира никој. Тоа е основното правило на опозицијата, затоа го бойкотираше ова влегување, затоа не влеговне и нека ни е на здравје, ништо друго од сето тоа. А да влеземе во таа заедница, сигурно дека ќе имаме повеќе корист него штета. Нашите опозиционери, работат исклучиво против себе, односно за себе, затоа што на овој начин, затоа што заедницата има своји правила, своји прописи. Ние не можеме да наметнуваме наши правила, Тие викат вака ќе работите, вакви контроли ќе имате во судство, здравство, школство. Сето тоа ќе биде подрежи. Не можеш, пример, да ќе речам, не можеш ти да произведуваш повеќе на годишно ниво 25 тона тутун. Не можеш да произведуваш, да речеме, грозје од толку илјади тони. Се ќе си биде нормирано и на некој начин со тоа ќе биде и гарантирана и цена, откуп и сето тоа ќе биде под контрола и ќе ги користиме бенефициите на заедницата. А вака ние ќе останеме шути без рогови. Благодарам многу. Секако што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не следите со оглед на тоа што допрва ќе следуваат уште многу јавувања. Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро. Се јавуваме од натрешноста на Република Северна Македонија и поточно од Прилеп. Како е во Прилеп еве расположението? Во Прилеп е магловито, во Пелагонија е сето предоко, ниска облачност, јака невидливост и многу магловито. Па дали не изгледа таков и патот до Европската унија? Еве, каде го гледате? Патот до Европската унија ќе води многу тешко, бидејќи дури опозицијата прави обструкции на чело со господинот Христијан Мицкоски и ДПМН и неговите послушници што се од бившиот режим на Никола Груевски. Никогаш ние не можеме да стасаме до тоа ниво да влеземе во Европска унија. Прибети тие се главните кочничари. Европската унија, да, и кај незе има грешки. Видовме што се случи сега со проширувањето, како дадоe статус за почеток на преговори на Украина и на Молдова. И таму има и пропусти. Али, кај нас треба ова опозиција еднаш да се тресни главата од зидот, што викаме ние по старите,
ако сакаат да дојдат на власт, прво треба да си одработат за себе, а не да одат контра себе. Не ништат и на постарите, и младата популација, и ините генерации. За голема несреќа, не посакувам никогаш ДПМН да дојде на власт. Благодарам многу за јавувањето и уште еднаш ќе ве потсетам сите вие кои што сакате оваа дискусија да префрлите на социјалните медиуми, местото е профилот на Црвена линија на Facebook. Веќе го имаме и првиот коментар таму, јас си ќе ви покажам како изгледаме на нашата Facebook страница. Ако може да им покажеме на гледачите, значи и тука стои прашањето, односно граѓаните се уште имаат верба, но дали нашите политичари работат за влез во Европската Унија? Еве го прашањето и еве го првиот коментар кој што е на Васко Белески, кој што го има напишано следното. Според мене, прво треба да се дефинира која е улогата на Европската Унија. Што е Европска Унија? Клуб или организација на државите поддржани од Ватикан. Европската Унија, на жалост, е вештачка заедница која не почива на волјата на нивните народи, туку е истурена рака на така наречената длабока држава. Така и се однесува и затоа Македонија никогаш нема да биде дел од тој клуб. Можеме сите и пол да смениме, едноставно тие не се заинтересирани на овие простори да се создаде хармоничен живот. Најдобар доказ е и лицемерниот пристап на преговори за држава која после 2-3 години нема како таква да постои, а згора на тоа е и number one или број 1 во превод како корумпирана држава. Во исто време вршат уцена да прифатиме нешто што никој не го сака, а тоа е да го самопоништиме македонскиот идентитет со вметнување на народ во нашиот устав, ако истиот не го признава македонскиот јазик. Ние сме мала држава, но малоумни не сме, затоа јас Европската Унија ја оценувам како слаба 1 или недоволен 1. Продолжуваме со вас. Дали застојот во реформите според вас и непромената на Уставот е виновникот за непочнувањето на преговори со Европската Унија? Верувате ли дека Македонија воопшто е на добар пат кон Европската Унија? Добро вечер. Ало, добро вечер, Тинче. Добро вечер, секој е добро. Исто, голем поздрав. Вака ќе ти кажем, при мене ми е смешно со оваа Европска Унија, више знаеш тана, или овие функционерите, ста Европска Унија, више стварно, пред многу години беше, знаеш, и јас научена жена, така, знаеш, ја малце по... Викам, ајде се не изборат Европска Унија, ај викам ќе го прашам што викам значи таа Европска Унија, викам сите го зборат, викам, а мене не ми е јасно. И она вика, ау, ти не знаеш, вика Славица, вика, тоа е Европска Унија, вика, па ние ако влеземе таму, вика, па толку, вика, има да биде убаво, па толку има работа да има, па пари ќе има, па за сите, вика, абе тоа, вика, прекрасна работа Европска Унија. И јас се радуjem, викам, и ќе улегнем во Европска Унија, викам, така си мислим, леле, оно докаде докара со оваа Европска Унија, бе, сиромаштија, беда, безработници, они си качуваат плата, нели ќе ги намалат парите? Абе, они од 2 ги земаат ќе намалат, бе, леле, бе, каква Европска Унија, ќе го сануемо, само тешко за народот, тешко за сиромаштијата, тешко за старите што децата не избегаат се у странство. Ја и прошли пат кажував, мислим, се што ми се е десило у животот, значи сам знала дека до овој ќе дојде, но дај Боже да се освестат, да дојдат некои попаметни и овај Македонија да појде напред, овој више стварно не се издржува. Европска Унија, па прво народот не знае ни што, еве, ја не знаеше што е, али изненади се од учен човек, мислим, со факултет и... Така, благодарам многу за јавувањето и напомена една, имате во предвид само да внимавате на времето, секое време излагање, тоа е правилото на Црвена линија, 90 секунди, но секако додека траеме, оние кои што редовно не следат знаат дека секогаш е возможно повторно да се вклучите и секако да добиете нови дополнителни 90 секунди. Добро вечер, ако имаме нов гледач.
Јас себе пред да го вклучиме следниот гледач или гледачка, ќе ве префрлам малку и кај Твитер заедницата и ќе почнеме со твитот кој што е објавен на 14 декември месецов, што значи на Националната конвенција за Европска унија во Македонија на 13.12.2023 ја одржавме 6-та пленарна конференција на тема Национална конвенција за Европска унија, темелните општествени вредности за Европска иднина. Според вас, дали застојот е во реформите или непромената на Уставот како главни клучни виновници за непочнување на преговорите со Европската унија? Дали вие лично верувате дека Македонија е на добар пат кон Европската унија и еве дали според вас ќе сватат нашите политичари како функционира политиката во Европската унија? Но секако ќе го поставиме прашањето која оценка ќе ја доделите на политиките на Европската унија? Добро вечер. Добро вечер. Би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Македонија е во добар пат, али имаме косничари. ВМРО, дури е ВМРО и Мицковски и Николовски, тие се продадени души. Продадени души. Вие верувате ли еве дека Македонија е на добар пат за Европската унија? Македонија со сите демисите, со премиерот, со сите министри, сите се борат за Европската заедница, али ќе ВМРО кочи. ВМРО е за само со Русија за да одат. А како лично ги оценувате, се извинувам, како лично ги оценувате политиките на Европската унија? Дволични. Украина, како можело Молдавија да влегуват за еден ден, а Македонија да чека, а и Турција да чека 30 години? Дволични се. Не се како треба, да бидат реални. Така, благодарам и вам што ги споделивте вашите ставови со гледачите на Црвена линија. Уште еден твит секако е објавен исто така на 13 декември. Твитот припаѓа на владата на Република Северна Македонија, каде што стои: по успешниот скрининг процесот ќе продолжи и ќе резултира со членство на Северна Македонија во Европската унија, порача премиерот Ковачевски од Брисел, каде учествува на самитот на Европската унија Западен Балкан. Верувате ли дека Македонија е на добар пат кон Европската унија? Каде според вас го гледате виновникот или каде го соочувате застојот? Дали е тоа во реформите или непромената на Уставот? Дали имате и вие лично верба дека наскоро ќе ни се случи старт на преговори, влез во Европска унија и секако како лично ги оценувате политиките на Европската унија? Добро вечер. Никош да добиеме од опозицијата вакви одговори. Никош не можеме да добиеме вакви одговори од опозицијата. Таа скатаница внатрешно македонска разузнавачка организација. Таа е. Вие лично имате ли верба дека Македонија е на добар пат кон Европска? На добар пат е. А како ги оценувате политиките на Европската унија? Како сите си овие 20 и колку се таму 27. Имате време се уште, образложете повеќе, секако имате слобода тоа да го направите. Да. Тоа би било се? Слушајте да ви кажам сега. Слушајте, сини прв отвори овдека во битно да речем отвори, ВМРО секој ден инспекции. Не постои инспекција, што не постои,
што не ми дојде да го спротера во Германија? Во Германија да го... затвори фирмата, прв беше шатори за печурки од гадување. Дали е тоа се? Тоа се, да. Добро, благодарам многу за јавувањето. Секако препорачувам да не следите до крајот на Црвена линија. Со оглед на тоа што допрва уште ќе слушаме мислења, ставови и одговори на нашите денешни прашања. Добро вечер. Добро вечер. Ало. Добро вечер, ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Јас се уште сум на линија. Да, повелете. Оти не ми дозволисте да се обратам уште нешто да коментирам за надворешната политика на Македонија, која ја водат вистински луѓе кои сакаат наприед на државата. Ние многу сме назад со кочничари во државата, кои сакаат дестабилизација во државата. Неќам да се случи такво нешто. Јас сум човек кој и посакува најдобро, и сите ние и посакуваме најдобро на државата, ама имаме луѓе кои се кочничари. Едноставно сакам да ја потенцирам опозицијата, која сака нешто да кажи, а не знае да образложи што сака и како наприед да дај во државата од утре натаму да функционира како таква. Дали да влези во таа ЕУ или да излези и... Така, ќе напоменам 90 секунди време траењето. Благодарам за учеството и ако имате можност, се разбира се, додека траеме, можете уште 90 секунди нови да добиете. Сега вклучуваме нов гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој е добро, Црвена линија. За цело време на моје јавување по телевизија не слушнав еден да се пофали дека неговите деца, внуци, било што, роднини, некои блиски, се на време на работа во Русија, да не кажам во Кина, да не кажам во Јапонија. Сите се кажуваат дека нивните деца или се јавуваат од земји членки на ЕУ, дека нивните внуци се во таа држава членка на ЕУ, дека неговиот син, неговата ќерка се во таа држава членка на ЕУ, а тие од овдека пропагираат анти-ЕУ политика, анти-НАТО политика. А нивните блиски се таму. И сега, ајде, најдете му крај ред, што е логиката и што е здравиот разум, сакам да прашам, но дека направо. Или се јавуваат, пазите, луѓе кои се по 50 години во Германија, а викаат Македонија никогаш не треба да влезе во ЕУ. Па што седи он таму да го прашам, ако Македонија не треба да влезе во ЕУ? Што не се врати со децата во Македонија? Значи, некоја налудничава работа е. Нашите политичари многу убаво знаат, меѓутоа неќе да работа за влеземе во ЕУ затоа што неќе контрола. Бидејќи самиот по пристапен пат до ЕУ, до преговорите, значи воведување на некоја контрола на работењето, а тоа значи помалце крадење, помалце злоупотреби и помалце чаталење. Благодарам и вам за јавувањето. Ево уште еден твит, значи твитирџи ќе ги вклучиме со вас паралелно, па како што и секогаш велам, можете да се надоврзете на некој од нивните твитови и ставови или да се спротиставите или сосема да имате поинакво видување. Теодос го има напишано следното. Бугарија оценува цела Европска Унија за нивен влез во Шенген зоната во замена со кинување на такса за рускиот газ. И после некои мамлази ќе ви кажуваат дека не било важно дали сме членки на ЕУ и дали треба да бидеме таму. А вие, драги мои, верувате ли дека Македонија е воопшто на добар пат кон Европската Унија? Каде го гледате виновникот и кочниците при
почнувањето на преговорите за Европска унија? Дали е тоа во реформите или непромената на Уставот? Добро вечер. Здраво. Здраво. Па видете вака, дали Македонија на добар пат кон ЕУ, па по елката на площад се гледа колку сме на добар пат. Према габаритот што го имаат, колку сме и ние како Македонија успешна приказна. Воедно гледам испа да, види, ова во врска со симпатиите кон Европа, тие 60% таму што живот демек намалено. Ја мислам дека е многу понамалено, нарочито македонскиот блок од граѓаните више не четни да чујат за Европска унија. Не само дека со тие луѓе што комуницирам тие информации ги добивам, него ги добивам информации од многу други луѓе што прв пат ги гледам. Така да многу е намалена ова, нарочито после гестот со кафето на Шолц со Орбан. Нарочито после тој гест со кафето, довербата од страна на македонците е на нула. Сега е нормална ствар. Бујар Османи веднаш се закани дека ќе ве стерам во Европска унија, па макар и на коси ќе ве внесам, често избор што не го кажа. Тоа е значи закана. Ние, вижте, ја одавна веќе не верувам во таа Европска унија, ама народот полека се сметува и нашиот излез е на исток. Така, благодарам многу за јавувањето. Ќе потсетам само на тајмерот, внимавајте 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам во црвена линија сте. Па добро, вака се. За Европската унија станува збор, така? Да, дали ве верувате дека Македонија е пред се на добар пат кон Европската унија? Македонија е на лош пат. На лош пат е. Но не по нејзина вина. Поради непринципијалноста на Европската унија. Ја мислам дека сместа треба да се повлечат тие барања од Европската унија и не ни треба. Баш ми е гајне мене за Европска унија кога ние тука што се вика, мислите ние дека за судството има многу гајне или мито и корупција, многу ми е гајне него. Толку сакат да сме ние тука честни, поштени и добри и да влеземе во себе. Целта е да ни го сменат идентитетот. Значи, ние не само што не треба да правиме реформи, него и тие што ги направиме треба да ги поништиме. За да видат Бог тие маки. Знаеш? Значи, ќе обстанеме како Албанија живееше и без Европска унија и обстана ете јака. И ние така. Дали ќе се согласат албанците, нашите служители, што се вика да менат, да речеме, нацијата кон ние и името и верата, дали ќе сакат да влезат тогаш во Европска унија? Вака лезне? Кој чичари мучи, не сум ни за ВМРО, ни за СДС, искрено ти кажам. Него сум за народ и за правда. Значи, Европската унија е исклучиво прие што мене помага прво финансиски, како што ја прими Бугарија, која реформа направи Бугарија, или Романија, или па сега Украина. Благодарам многу и вам за јавувањето. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Јас уште малку ќе дадам шанса и по она што можев да забележам од претходниот гледач, најверојатно не беше целосно намален тонот на телевизорот. Еве за сите вас кои што допрва ќе го завртите телефонскиот број 0230700005. Ве замолувам целосно да ви биде намален тонот на телевизорот. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, ќе си продолжам. Да, добро, еве не се откажувам, гледачите секогаш имаат приоритет. Верувате ли во лично еве дека сме на добар пат пред се кон Европската унија? Македонија многу. Ве молам. Ви се молам. Ало? Ве слушаме, продолжете. Македонија од секогаш била на добар пат. Многу одамна. Меѓутоа, не може да си го оствари својот сон заради тие европски челници кои не заслужуваат таму да се во Брисел. Таму е Штанмајер дојде и бараше бугарите само внесете ги висте во Европа. Меѓутим, еве што кажа Агелер.
амбасадорката америчка, они се контрадикторни. Овој вика смеете го уставот, Штанмајер, а ова вика корупцијата искорнете ја. Значи тие се на две спротивности. Дури не се искорне корупцијата, што ја потенцира америчката амбасадорка, нема влез на Македонија во Европа. Иако сме многу напред од Украина, од Молдавија, од сите тие држави. Они брзо ја внесуваат Украина, а она ратуе тамо. Уште не се искрвари. Како може Македонија да остане надвор од, макар да ги почне преговорите? Затоа се заслужни и претходните, и овие, и потаму. Благодарам многу што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Ево уште еден твит на Кашлица. Заедно цело семејство одат да штракаат апарати, а ти вели ке влегуваме во Европска Унија. А вие што велите? На добар пат ли е земјава кога станува збор за Европската Унија? Каде го гледате виновникот и пречките во однос на стартот на преговорите? Дали е тоа во однос на реформите, во однос на промената на уставот и ќе сватат ли според вас нашите политичари како функционира политиката на Европската Унија? Секако и која оценка ќе ја доделите на политиките на Европската Унија? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ако сум јас. Да, повелете, вие сте. Вака, кога ќе бидеме ние во Европска Унија, кога ќе ги снемаме вакви политичари, како што ги имаме. Ние точно треба да признаеме дека сме во Европска Унија, затоа што наша омладина се е таму надвор. Сега, тука треба да се дели шап од шекер. Дали сме за Советскиот сојуз или за ЕУ? Тука има две. Или на така, или на... Ние не сме Божја сила, па опште не сме ни светска сила, ние сме една така земја, мора да бидеме заедно со некој друг сосед или друго и трето. Инако сами, ете се гледа, се ваѓаме очи меѓу себе, ама и унијата опште не прима такви луѓе корумпирани до крај. А знаеш кога ќе го имаме најдобриот пат? Кога ќе не постои ТПМНЕ, што ги меша сите работи. Сите работи. Или уште нешто да додадам, затоа што секогаш алчни се, кога да не бидат сите албанци на власт никогаш, тогаш ќе иде. Затоа албанци е голема кочница, затоа што не идет во Европска Унија, некој како мене инвалид, некој опште што мисли за бившето поминал. Европска Унија е точно за нас, само не ги прима ајдуциве, лоповите не ги прима, затоа пати народот. Тоа е тоа од мене. Ви благодарам од Рачиново, бидете поздравени од тим. Голем поздрав секако и до сите оние кои што не следат од Рачиново и благодарам вам за учеството. Еве Пеки Бетман што има напишано на Твитер. Се додека кандидати преку ред се држави ко Украина, Молдавија или претходно Бугарија и Румунија, народот ке се сомнева. Корупцијата во Украина е на легендарно ниво. Ево војна се, ама за инат на Русија. Добро вечер, ако имаме нов гледач. Добро вечер. Повелете. Овие цек што се јавлja тие што викат дека ВМРО е кочница за Европска Унија. Прво да ви кажем, нека слушат сви, значи да знаят дека ако не е ВМРО, Македонија нема да постои. Никад ВМРО не е била кочница и нема да биде за ништо, али ако не е ВМРО, овај влада има да го продаде Македонија за 24 сата. Затоа они се бори, ВМРО се бори, тоа е истинска македонска партија. И ми сме македонци тие, а не да ги слушаме албанците што ги ни соли мозак на нас. А Иве, според вас лично, ве молам, лично вие како чувствувате, на добар пат ли е земјава да влезе во Европско? Ама на добар пат е да влезе, али не ВМРО, не го кочи тој. Зашто ga напада ВМРО вие сви? Тој. Не може да го напада, нема да не е ВМРО, нема да има, нема ни држава да постои. Тој да ги јасно на тие сви. Но Македонија влегува во Европска Унија многу години наназад. Еве зошто досега не успеавме? Со овие криминалци никад не може да улегнеме во Европска Унија.
Ми имамо криминал у Македонија. А пред тоа, пред овие? Пред тоа, кој имал криминал? Никој не има. Ја би, отколку знам, јас сам 17 години, какав криминал? Криминал, всеки е криминал. Најголем криминал, ова е влада. Ова е влада, најголем криминал има до сега. Во ред, благодарам. Секој се разбира и ќе подсетам денес се надевам дека како граѓани имате и како свој личен став и мислење во однос на тоа како и зошто ни се случува застој и според вас дали тој застој го гледате во реформите, дали застојот е во непромената на уставот, имате ли впечаток дека воопшто Македонија е на добар пат кон Европската унија и дали ви се чини, ова важи за сите политичари, дека нашите политичари всушност разбираат како функционира политиката на Европската унија. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Да, повторно повелете. Повторно се јавувам, само не ме прекинуј. Ако има после тоа време, ќе ме прашајме. Вака се. Прво, оваа власт не донесе до вратите на Европската заедница. Меѓутоа, немам несреќа, затоа што имаме многу убава опозиција, која што, значи, на некој начин работеше да не влеземе во таа, значи, унија. Сега, јас ке замолам, значи, ова е молба до сегашната власт, ако евентуално, значи, ВМРО дојде на власт, да не бидат кочничари, да дозволат да створат 80 пратеници, да се изгласа, значи, уставот и да може да влеземе во заедницата, да не чекаме уште 100 години, ајде не 100, него 10 години, да не чекаме, значи, до тука да не прават обструкции, значи да успееме. Меѓутоа, после тоа, да им вратат исто како мило за драго, да ни бидат најголеми кочичари во сите други, значи, нивни потези кои што сакат да ги направат, да видат дека треба да работат, да соработуваат, но не и да прават сопки, да не може државата да оди напред. Сега да му на преходниот гледач. Никогаш ВМРО не било за интересите на државата. Од секогаш ВМРО, значи, ја упропастуваше државата и ништо нема направено за државата. Затоа што до 45-та година беа со бугарите. А сега Благодарам многу за јавувањето. Ете, практично видовте оној кој што сака дополнителни 90 секунди, повторно може да го заврти нашиот број. Еве и твит на Гордан Зелнички кој што го има напишано следново. Остај Мирко Славко, не ги бива. Реалноста е дека Европската унија нема капацитет за проширување и секое проширување досега било политичка одлука. Во блиска иднина нема да има ни изгледи за влез, ни преговори, ниту за Молдавија, Украина, ниту за Балканот. Едноставно немаат корист ќар од тоа. А верувате ли вие дека Македонија е на добар пат пред се кон Европската унија? Добро вечер. Добро вечер, Тиче, детеличе. Поздрав, Живко бевте, така? Горан. А, Горан. Како сте, Горан? Добро, благодарам на прашање. Вие добри се? Добро е и се надевам, еве, имате одговор на тоа дали ќе Македонија верувате ќе на добар пат и ќе влезе некогаш во Европската унија? Никогаш. Јас велам, не знам зошто поединци веруваат дека Македонија ќе влезе во Европска унија. Па и да ни дадат датум 30 години се малку за да влеземе. А ние не читаме меѓу редови како што кажате дека Европска унија многу пати нагласила дека не сака да се проширува. Затоа што и тие тамо нивниот фонд на пари не сакаат да го делат со новите членки. И да влеземе, ние ќе видиме како со едностолчево пресобле, нема да видиме со право на глас во главната сала. Ја не ги разбирам поедини луѓе кои не плашат дека еве, ќе се иселиме ако не влеземе во Европска унија, па дај да подпишеме со бугарите. Аме тие
Бугари што не направија за време на војната? Дали гледате филмови, дали читате книги, па после ќе дојдат маките. Ако потпишеме да ги ставиме во устав, тогаш ќе се каете што се збарале да се потпише. Никогаш да не се потпишат и да се стават. Тие се ѓаволи. Благодарам многу за јавувањето. Има уште еден твит, меѓу следниот гледач, булка крај шините. Сите барани реформи, уцени и отстапки, божам, за влез во Европската Унија, всушност се уништување на се македонско, држава, народ. Верувате ли дека Македонија е на добар пат кон Европската Унија? Добро вечер. Добро вечер. Со кого зборувам? Од Гостивар. Сакам да ви се јавим. Добро, повелете. Добро вечер, среќан празник нека ви е. Благодарам. И сакам да се јавим дека предодниот гледач нешто критикуваше, ама види, не е тоа како вика тој. Најлошо е криминалци се овие што го убија малата Вања. Младо детенце, да убиеш, они су криминали. И затоа треба ово ВМРО и неговата партија левица, што е десница, не знам, јас сум стара више, ама жал ми е за оно дете. Не може така да постои да убиеш луѓе и да ја пуштиш од затвори. А еве, според вас, дали некогаш Македонија ви се чини дека ќе биде дел од Европската Унија? Ќе биде дел на Европска, ама ако овие криминалците ќе ги немат, ќе ги затворат, ќе ги прават корупција да немат, тоа може. Ама со ова ваке што прават овие, некој се во џебови, некој во улици, некој зема имање, некој тепа луѓе, не може да влагат во Европска Унија. Да ви е јасно и извинете што нешто можда сум грешила, ама не сте сгрешиле воопшто. Благодарам секако, големо благодарам вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Секако продолжете понатаму и да учествувате, но и да не следите. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Велите вака, граѓаните се уште имаат верба, но дали нашите политичари работат за влез во ЕУ? Не. И никош нема да влеземе. Првата тема вратија, да ти одговорам. И прашувате дали се уште имаме верба, вратија првата тема. Верувате ли дека Македонија е на добар пат? Кој добар пат? 85% бевме пред ова сите за Европска Унија. Кога видовме и без еден член, без Мажарска можат да ја поканат Унгарија и Молдавија, тоест Украина и Молдавија, и уште такво прашање треба да постои. Нажалост, сега сме испод 60% што веруваме кога гледаме дека што се случува со таа Европска Унија. Таа Европска Унија е против Балканов, што гледам. Еве, велја ќе се оддели Албанија, овие, оние, Босна, ние ќе останеме. Кој бе? Не ги интересира нивзданию. И не се надевајте. Турција 100 години, така речено во наводници, чека за Европска Унија. И што тоа? Не, бе, тоа е далеко од нас, далеко од срцето, далеко од секаде. Тие намислиле ова да биде голема Албанија и то така ќе си оди под покровителство на Америка. Зашто не ни е уште јасно? Не знам. Жалам случај, нема Европска Унија за нас, нема ни дима. Прво однапре ќе минат. ВМРО и СДС се тие. Благодарам за јавувањето и сега веќе дојде и терминот за реклами. А сега е време и да ви ја покажам секако анкетата, односно резултатите од истата, која што се разбира ја поставивме денес на Instagram Story за сите оние кои што не следат на Instagram. Која оценка ќе доделите на политиките на Европската Унија?
Со одличен 5 под А одговорија 9%, со добар 3 под Б одговорија 31%, а со недоволен 1 под В одговорија 60%. Како и да ја сега ќе ве поканам, односно ќе ви овозможам пристап и влез во една поинаква унија. Унија на забава, дружење и многу вредни награди. Знаете дека за многу кусо време стартуваме со Заврти на Телма, па сега додека се уште сум во оваа канцеларија им се обраќам на оние кои што ме гледа и секако активно учествува во Црвена линија, ве очекувам и во Заврти на Телма. И сите групно ќе ве подготвам со подкажување на неколку прашања. Како се вика паричната единица на Аргентина? Тоа е едно од прашањата кои што ќе бидат денес во квизот. Како на буквата Ц го викаме со друго име геометриското тело ваљак? Инфекцијата што ги напаѓа паротидните плунковни жлезди во народот е позната под името како? И како се вика дрвениот предмет сличен на лопата што служи за движење на кајче. Јас ќе се придвижам до тркалото и ве очекувам повторно со мене заедно денес да се освои главната награда, а во среда секако тоа е фрижидер. Се гледаме и слушаме.